Со низа активности секторот за внатрешни работи Битола го одбележа 7 мај денот на македонската полиција. Активностите започна изутринава со полагање свежо цвеќе на спомениците на загинатите бранители во конфликтот од 2001 година, односно пред споменикот пред СВР Битола и споменикот на бранителите Ангел пред градскиот часовник. Традиционално полициската станица денеска посетија и деца од детските градинки кои одблиску се запознаа со работата и опремата на полицијата, а исто така има можност да ги прашаат и полициските службеници за се што ги интересира. По повод 7 мај, денот на македонската полиција, секторот за внатрешни работи, традиционално како и секоја година, планира низа активности за одбележување на овој ден. И тоа започнуваме со полагање на свежо цвеќе пред споменикот во кругот на секторот за внатрешни работи. Потоа продолжуваме со полагање на свежо цвеќе пред споменикот Ангел во градскиот парк и градскиот часовник. Во 10 часот имаме активности посета на деца од детски градинки и училишта од Битола на секторот за внатрешни работи, каде ќе им бидат презентирани дел од опремата и активностите на полицијата. Во рамките на свеченостите по повод одбележувањето на Денот на полицијата, Министерството за внатрешни работи донираше и парични средства во Домот за доенчиња Битола. По повод овој празник, вообичаено, како и претходните години, така и оваа година, имаме донаторски активности. Една од тие донаторски активности е активноста за донирање, која што оваа година беше донација на пелени за Домот за доенчиња без родители. Материјалната добробит е секогаш добредојдена и наменски насочена. Овој пат се договоривме паричните средства да бидат искористени за купување пелени за еднократна употреба за дечињата, нешто што во овој период не е потребно и сметам дека се сосема правилно искористени. 7 мај е востановен како Ден на македонската полиција од 20 април 1993 година со одлука на владата на Република Македонија, а повод бил истиот ден во 1903 кога на Смилевскиот конгрес над Моро извршена реорганизација на власта и безбедноста.